civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Знаеме дека Државната изборна комисија секогаш е спремна за спроведување на изборните процеси, барем тоа секогаш излегува како официјален став од самата институција. И она што беше како заклучок на 22 март беа заклучени кандидатските листи и тука застана целиот процес и сега сме во фаза кога би требало да продолжи. Она што на нам ни останува сега во поглед на изборите е што ќе одлучи утре Комисијата за заразни болести, значи кога е најидеалното време за избори и како лидерите на политичките партии ќе се договорат за датумот на избори пред и официјално да можеме да речеме што треба ДИК конечно да почне со работа. Меѓутоа, кажете ми доколку се одреди датумот, да речеме, доколку комисијата одлучи во јуни дека можеме да имаме избори, што и останува на Државната изборна комисија? Државната изборна комисија, како што и самите кажавте, мора да биде спремна да ги спроведе изборите. Единствено нешто на кое што јас изминативе денови како интерес на вас, медиумите и на јавноста, го повторувам постојано, е до носителите на одлуки во ситуација, политичките фактори кои што ќе треба да обезбедат некој си политички консензус за одредување на датумот на избори, треба да внимаваат на изборниот законник и на действијата кои што се пропишани во него и на начинот на кој што треба да се спроведат тие действија. Значи, секој друг начин на кој што би се одредиле понатамошните чекори со импровизација ќе доведе до делегитимација на самиот изборен процес и до оспорување на резултатите понатаму и на целиот изборен процес. Секако јас се надевам дека ќе превладее разумот и ќе послушаат од она што го упатувам како апел, дека прво изборното законодавство не познава терминологија запирање и продолжување на изборни действија, тоа треба да им биде јасно на сите. Него изборното законодавство кажува јасно дека од моментот на распишување на изборите ДИК изготвува роковник за изборни действија и ги спроведува изборните действија. И секогаш, во секоја ситуација, за тоа и се потребни 50 и неколку дена, за да се спроведат најоптимално сите изборни действија за да се направат тие процеси. Сега во новонастанатата ситуација, тоа е во нормални услови, кога хипотетички здравствените власти ќе одлучуваат дали се надминати условите на пандемија или не, истите тие власти ќе треба да и дадат насоки на Државната изборна комисија на кој начин ќе треба да се изработат протоколи, процедури за евентуалното организирање на тие избори. Затоа што јас како претседател ДИК и целата комисија не сакам да бидеме одговорни за евентуални несакани последици во целиот изборен процес. Значи, многу добро треба да се размисли, треба да се внимава што ќе се препорача и како ќе се одвива целиот процес. Размислете хипотетичка ситуација кога треба да се ангажираат барем 30% повеќе луѓе во целата организација на тој процес. Дел од тие луѓе треба да бидат од здравствен сектор. На секој избирачко место треба да се овозможи просторна големина која што овозможува дистанца. На избирачките одбори на членовите да им се обезбеди дистанца од 2 метри. На наблюдувачите да им се обезбеди дистанца од 2 метри. Да им се обезбеди заштита и на едните и на другите. Да се обезбеди при влез на избирачкото место дезинфекција, заштита, мерење на температура. Значи, сето тоа подразбира и човечки ресурс, и финансиски средства, и многу ангажман и време се разбира за да се организира. Значи, јас не го зборувам тоа цело време на памет, го зборувам земајќи ги предвид овие факти и треба да се внимава кога се носи таа одлука. Нема политички побуди од моја страна, нема политички мотиви, како некој што сака да го представи. Има само многу внимателност за да се доведеме до крај на еден изборен процес кој ќе треба најлегитимно да го завршиме. Тогаш, ако под предпоставка, хипотетички, утре комисијата, задутре одлучи дека во јуни би можело да се одржат избори или ќе има простор, пандемијата ќе биде во помали размери на бројот на заболени и така натаму, како, кој би бил идеалниот датум за одржување на избори?
Не знам кој би бил, тоа ќе треба да го договорат консензуално политичките фактори, а датумот согласно изборниот законник го определува председателот на собранието согласно член 12 од изборниот законник. И натаму, јас само можам да кажам повторно дека на комисијата и се потребни 50 на дена да ги спроведе сите действија. Што подразбира тоа? Тоа подразбира 20 дена кампања и подразбира во услови на организација на вонредни парламентарни избори кратење на сите рокови за 5 дена, а тоа значи дека за увид во избирачкиот список се потребни 15 дена и останатите 15 дена би се потребни за прием на списокот, за преработка во службите на списокот и Завод за статистика, за запишување на сите корекции кои што треба да се извршат и на крајот заклучување после давањето и враќањето на политичките партии со сите корекции на списокот. Затоа се потребни тие дополнителни 15 дена. Без тоа да се направи, ќе биде доведен во прашање целиот процес. Значи, сите оние кои што мислат дека може пократко да се изведат сите изборни действија, јас морам веднаш да ги демонтирам, сето тоа ќе биде на нелегитимен начин направено. Постои впечаток дека оние субјекти кои што учествуваат во изборниот процес очекуваат тој да продолжи според роковникот онаму каде што застана, тоа е некаде од прилика 24 дена претходно, нели, како што беше закажано 12 април. Да, со кој избирачки список? Токму така, меѓутоа и што друго би требало во тој роковник да се ревидира? Значи треба избирачкиот список да се повторат сите действија. Јас би одел за комплетна легитимност на целиот процес, повторно да се поднесат кандидатските листи и да се потврдат од комисијата, затоа што тие листи беа за избори на 12 април. Меѓутоа сега немаме избори закажано, имаме веќе барања од одредени кандидати на тие листи за изземање, затоа што вика ја повлекувам, мојата изјава беше таа изјава за избори на 12 април. Сега не планирам да се кандидирам, барам да ми изземите. Законот никаде не дава таква можност, вика законот дека не можете да ја повлечете вашата изјава, ама ако беа нормално организирани изборите. Во оваа ситуација има потполно право секој да бара изземање. А тој процес на кандидирање на листи и потврдување од страна на комисијата е паралелен со овој за увидот и така. Додека течат тие действија, ние можеме повторно како комисија да ги повториме сите действија и комплетно да го легитимираме целиот процес, без никому да дадеме право да става понатаму забелешки. Затоа е мојот предлог и апел да нема никој ништо да изгуби се тие 15-20 дена, меѓутоа ќе направиме навистина легитимен процес во услови на пандемија. Сметате ли дека постои можност за политички притисок врз Државната изборна комисија доколку се одлучи поинаку? На мене не. Значи, јас сум кажал и повторно ќе кажам, политички притисок надвор од закон не признавам. Значи, може што сакаат, што и веќе медиумски се врши политички притисок на комисијата, односно конкретно на мене преку одредени изјави. Ја не ги едноставно не обрнувам внимание на тие изјави, јас го читам изборниот законник. Не ме интересира ништо, затоа што тие кои што даваат политички изјави сега веројатно нема да се грижат за мене во еднакво идно време доколку се покрене прашање на одговорност моја. Дали самото почнување, повторување на некои работи од изборниот процес ќе подразбира и барање за нови буџетски средства? Доволни се средствата кои што беа определени, ние еден поголем дел од оние потребни набавки кои што се потребни да се изведе технички процесот ги направивме, тука значи нема да губиме време, ќе го повториме само времето за овие други процесни действија што го организираат самиот изборен процес и дополнителни средства не се потребни, освен за она што ќе следи како препорака од здравствените власти, значи заштитни средства, дезинфекциони средства, меѓутоа комисијата и досега домаќински се однесуваше и сега мислам дека со тие средства кои што ни беа дадени можеме да завршиме работата, евентуално нешто плюс. Истото останува и за платената политичка кампања. Така е. Еве јас ќе ве прашам сега за платената политичка кампања. Ние направивме регистар, утврдивме листа на медиуми кои што ќе може да ја следат таа кампања.
а сега ќе имаме нов датум за избори. Како ќе им го објасниме тоа на тие кои што ги одбивме, кои што навреме не се регистрираат? Тие сега ќе имаат полно право да аплицираат повторно и да бидат и тие дел од тој колач. Значи, има многу зашто, многу како, и наместо да се надмудруваме да одземаме некому право или да даваме право, најдобро ќе биде да си ги повториме сите тие работи, не одземаме многу време, меѓутоа нема да дадеме пак никому право да го делегитимира процесот. Дали во тие 50 дена Државната изборна комисија и според препораките на здравствените работници би имало доволно време да направи промена, значи баш техничка промена на избирачките места. Согласно ова што го рековте, затоа што многу избирачки места ги немаат тие услови за кои што... На тоа апелирам, да се внимава постојано, значи на тоа апелирам. Замислете, ние имаме 700 приватни објекти закупено. Од 3500 избирачки места имаме 700 приватни објекти кои што се со многу мала површина на соба, би рекол, а сега ќе треба да закупиме објекти со многу поголема површина. Голем дел и од јавните објекти се малецки, значи треба да направиме комплетен скрининг и да извршиме промена на тие места. Тоа не се прави преку ноќ. Нов опис на избирачките места, ново известување на граѓаните, нова кампања, едукација на гласачите, на избирачките одбори со во нови услови. Тоа не може да се направи така на брзина. Во принцип препораката е да се започне од нула, од старт, целиот изборен процес. Да се внимава многу. Не навлегувам во политичките мотиви и побуди. Овде се работи за здравјето на луѓето, на крајот на денот ќе си победи тој што граѓаните ќе го определат, ќе му честитаме сите. Некои ќе се лутат, некои ќе се радуваат, меѓутоа не смееме да дозволиме никој да го делегитимира процесот, да го оспори тој процес. Тоа е основното начело и принцип што и самиот изборен закон го уредува, го утврдува, и на тоа треба да внимаваме. Значи, и во Полска беа распишани избори председателски за 10 мај, ама вчера се одложија. Од истите тие причини, таму беше заклучено дека ќе може по пошта да се гласа. Да, ама како ќе го обезбедите принципот еден човек, еден глас? По пошта. Значи, како овде ќе потврдиме дека нема да се бриши спрејот? Ако некој претходно некаде гласал, а сега го тераме да се дезинфицира на влез на гласачкото место. Многу работи има. Истото беше и за електронското гласање, значи не имаме дали воопшто имаме капацитети. Јас се сеќавам на една ваша изјава за која што рековте заштита не може да се обезбеди. Не може да се обезбеди вистински дали правото еден човек еден глас, што е основен принцип кај изборите. Значи треба да внимаваме за да може да ги организираме како што треба изборите. За жал или за среќа во наводници на оваа комисија која што беше формирана за 6 месеци и се падна да организира и референдум во необични услови, и председателски избори во малце порелаксирана атмосфера, ама еве сега и парламентарни избори кои што се во многу поинаква ситуација. До сега добро излегувавме на крај со предизвиците. Се надевам дека и сега ќе излеземе, меѓутоа треба сите стейкхолдери во овој процес да ни помогнат. Значи, тоа е апелот, не е заради ништо друго. Треба да се внимава, ако си ги следиме законските одредби, нема да сгрешиме и нема никој да ни замери понатаму и нема друг начин да се изведат овие избори. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.